الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Во почеток, захвалноста му припадви само на Аллах Джелешану. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова породица, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Во ова време на фитне, на фесад, на разврат, на неморал, време на голема турбуленција, време кога човекот може да се збуни лесно. Време човекот кога некој работи може да му стане нејасни. А све ова е од малку познавање на неговата вера. За во едно вакво време, како кажавме, сите тие нешта што ги поседуваат денеска ова време. За еден верник да може да се снајде во ова време, за да може да препозни хак, вистина од батил, од невистина. За да може да се знае, треба добро да го научи неговиот дин, добро да ја спозни својата вера. Односно, да го научи неговото верување како исправно. Да ја научи акидата, правата акида, за да гледа со таа акида. За да суди со таа акида. Еден верник не сме да суди во вакво време, кое е време на фесад, на неморал, на разврат, кога вистината се меша со невистина. Ако тој сака да ја спозни вистината со негов разум, со негово знаење дуњалучко, со негова старост, со негово искуство, све ова вред, ама ако нема тој дефиниции, ако нема добро познавање на акида, ако не суди со негова акида, ако тие денеска нешта што се гледат, што се случуваат во дуња, не ги клајд на вага на акида, тој лесно ќе падне. Лесно мој да скршни. Лесно мој да излези до домовина. Да бидеме свесни дека како се ближиме ние до суден ден, како се ближиме до кијамет, фитнето во дујна, нејаснотиите во дујна ќе се зголемуваат. Секој дневно ќе има нејаснотии и ще поголеми. Секој ден ќе имат фитне и шубохати, сомнежи многу големи. Секој дневно. Како се доближуваме до тие големи предзнаци на тој суден ден, кој ќе дојде многу близко, вели Аллах Джелешану, кој ќе се случи многу близко, овие сомнежи, овие шубина, овие шубохати ќе се зголемуве ден уз ден, секој ден. А за да еден верник успее во ова нешто, треба да ја научи својата акида добро, да го спозни својот дин добро. Рекол пегамбер алейхиселам во еден хадис, кога ќе се појави деџал, многу големи верници што мислеле дека се верници јаки, ќе паднат на ова фитне, ќе паднат на ова искушение. За теа ние треба да внимаваме, за теа ние треба да го учиме нашиот дин. Зошто? Како се зголеми, како се ближиме до овој суден ден, до овие големи предзнаци на судниот ден, фитнињата се зголемват. Нашиот непријател, нашиот дин, душман, шејтан број 1 и куфар број 2, секој дневно ги зголемве тие напади на овај дин. Секој дневно ги зголемве своите напади и покуша и обиди да не оттарнет од овај дин, да го извадет овај дин од ке нас и да ни го помеше динот во наши очи, да ни го измешет. Инна лахум адувун мубин, вели Аллах Джелешану за шејтан, и тој е ваш
очит јасен непријател. И куфар се наши јасни непријатели. И ние не треба да ги сметаме како пријатели, зашто тие само саке да ни го извадат верувањето од нас. Или да ни направи шубе за нашиот дин. Или саке да имаме верување како тие ќе ни кажат на нас. Allah Jalla Shanu veli: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda." Овие што верувате, немој да ги земате моите непријатели и вашите непријатели за пријатели. И му се доближувате ке ними со сакање, му покажувате на ними сакање. Тие се непријатели. Allah вели ти мој и ваши непријатели. Немој да ојте ке ними со пријателство, со сакање, со љубов. Зошто? Тие се против вашиот дин. Тие не го сакат овај дин, не го сакат Куран и Сунне, не го сакат ова верување, не го сакат на Allah Jalla Shanu. Овие се непријатели на Allah. И како ти мој со пријателство на овие? Зошто? Allah Jalla Shanu вели во други курански ајет, Allah вели за куфар, за овие дин душмани, за овие што сакат да ни го украде нашиот дин, за овие што Allah не опоменви да немаме пријателство со ними, зашто тие не ни се пријатели никогаш и тие немат да не сакат на нас. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. И нема да биде задоволни од тебе евреи и кршени се додека не станиш еден од ними, се додека не го земаш нивниот дин. Ова е таа нивна цел, ова е таа главна цел која име тојве, да станиш еден од ними. Се додека си ти за ними слуга, измечар, али го имаш нешто од дин, имаш и шарат од дин ке тебе, немат да те сакат, иако си ти негова маша, негова свешта која му користиш на него, повторно немат да те сакат, се додека не станиш еден од ними. Се додека не се направиш еден од ними. Ове дејне и ноќе сакат да ни го украде нашиот иман. Дејне и ноќе. Allah Jalla Shanu veli: "Yuriduna li yudfi'u nur Allahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun." Veli yuriduna тие куфар неверници сакат да го згаснат, сакат да го скриет Аллаховото светло дин, Куран, Суннет, сакат да го скриет, сакат да го исчезне тоа, да го згаснет, да не поставјат ова светло, да не поставјат ова светло. Куран и Суннет. Во тефсир дошло, во бегави, во некои други муфесири велет, исто, потоа продолжи биев вахихим со нивните усти. Со нивното зборување против овај дин, искривување на овај дин, оцрнување на овај дин, дејне и ноќе сакат да го оцрнет овај дин и да го скриет, да го маскирет овај дин. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah ќе го потполни, ќе го направи да биде комплетен неговиот нур, неговото светло, односно дин, Куран, Суннет, и тие да го мрзат куфар, и тие да го не сакат неверници, Allah ќе го потполни динот. Рекле улема за куфара ова исто како да сакат да ги скриет здраците од санцето, да не продрет во дујна. Дали мој некој да ги скрие? Немој. Така ова светло, Куран и Суннет ќе биде, до кијамет ќе биде. И Allah Jalla Shanu ќе го чува тоа нешто, али ова е упомена за нас. Ова е доказ за нас дека куфар нема да не сака, дека куфар сака само ти да го напуштиш овај дин. Друго ништо не сакат од тебе. Ако ти го напуштиш овај дин, тој ќе те сака тога тебе. Само во овај случај. Биев вахихим, со нивните усти дејне и ноќе. Како кажавме, брајша, време на фитне, на фесад, на разврат. Денеска муслиманот станви цавајле и земви тие новини што куфар ги пиши против ислам. Прво нешто што читат од Сабајле, земви теа нешто што куфар го пише против ислам и против верници. Го земвит и го следи теа нешто. Дејне и ноќе муслимани верници слушат во телевизија, во вести, теа куфар што го спремвет, што го нападвет, што го вреđет овај дин. Тие се тие телевизии, медиуми и тие нешта што го нападнае на пегамбер алейхиселам, што го омаловажие, што го оцрнае, што сакај да му пред флека на пегамбер алейхиселам. Тие се тие телевизии што зборуваат против тој хиджаб наш. Тие се тие телевизии кои што го нападват овај дин. И верникот никако не треба да зема нешто од ова.
Верникот никако не треба да дозволи овие медиуми печатени електронски какви биле да му го испере негов ум, да му го очисте негов ум, да му го оттарне динот од него, да му внесе омраза за овај дин, да му внесе несакање и мржна против верници, против муслимани, зашто ова цел нивна е како да се вметни фитне, како да се вметни помеѓу муслимани расправи, да остане тие мирни, како да се истај овај дин од овие муслимани, како овие муслимани да почнат да мислят како тие медиуми кажват, дека исламот е назаден, дека муслиманите се назадни, дека тие не се цивилизирани, ова све тие го пласират во ден и некој што нема такида доволна, како кажавме претходно, што динот не го спознал, ќе го земат ова нивно, ќе го земат ова нешто и ќе го спроведат во негов живот, ќе почнат да не го сакат овај дин, да не ги сакат муслимани. Како кажват ти дека исламот е назадна религија. Ние знаеме дека во Шпанија, кога беше исламска Шпанија, држава кога таму имаше светло, енергија, кога имаше сјалица, кога имаше струја, Европа се гушеше во темница. Кога во тие места имаше водовод, канализација, кога имаше хигиена на највисоко ниво, Европа умираше од шуга, од колера. Али денеска ние малку подзаспавме, да, муслиманите се малку подзаспане, но овој ден е чист. Куран и сунет се чисти од ова нешто. Малку ние сме заспани и за тие треба да се разбудиме. Треба да станеме од овај сон, кој сон ни го нудат тие медиуми, кој сон ни го фрлат тие фитне овие куфар, што се дин душмани, што не го сакат овај дин, што сакат да згаснат овај дин. Не треба да подлегнеме на тие нивни провокации, на тие нивни интриги, на тие нивни мамки, кои ги ловат муслиманите, кои му ги перат мозоците на муслиманите. Не треба да подлегнеме на ова. А овие нема да се откаже. Долго време, велит Аллах Джелешану, Инна алладина кафару юнфикуна амвалахум лиясудду ан сабилилlah, فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Тие што не веруваат, велит Аллах Джелешану, инна алладина кафару юнфикуна амвалахум, тие што не веруваат во Аллах, го трошат нивниот имот, нивното богатство, лиясудду ан сабилилlah, за да ве возвратат од Аллаховиот пат, за да ве тарнет од ова вера. Само ради ова го трошат цело нивно богатство. Сите тие нешта што ги гледаме, што ги пред, све теа е нивно богатство што го трошат против нас, само да не одвратат од ова вера, само да не истет ова вера од ке нас. Потоа велит Аллах Джелешану, фесеюнфикунеха thumma такуну алейхим хасратан, и ќе го потрошат цело богатство. И ќе се пред пишман за теа што го направиле. Ќе се пред пишман за што го потрошиле цело богатство за вас. Thumma юглибуне, и потоа ќе видат, ќе изгубат. Потоа вие ќе ги поведите на ними. Тие ќе видат изгубени, иако го потрошиле цело богатство. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ, и тие што не веруваат, ќе бидат терани во групи во Джехеннем. Ќе бидат терани во големи групи и ќе бидат фрлени во Джехеннем. Верникот треба да биде многу прецизен. Во ова денешно време, како кажавме, многу треба да биде внимателен. За да не му нанеси зло на некој верник, за да не си нанеси зло сам себе си, за да не скршнит од Аллаховиот пат. Никако еден верник не треба да биде послушен на еден неверник кој му го мисли не лошото, кој сакат да го истајт од ова вера, кој сакат да му ја украдит ова вера ке него. Никако не сме. Еден верник не треба да се труди да му удоволи на еден неверник. Еден верник не треба да го следи на еден неверник, зашто овај неверник ќе го врати повторно во куфар, ќе го врати повторно во неверување, како Аллах Джелешану вели: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فستنقلبوا خاسرين. Овие што верувате, немој да му бидите послушни на тие што не веруват. Немој да ги следите на тие што не веруваат. Никако, велит Аллах Джелешану. Яруддукум ала аъқабикум, и тие ќе ве вратат по вашите стопалки назад.
Ќе ве вратат повторно во неверување, ќе ве вратат повторно во куфар, ќе ве извадат од оваа вера, фетенкалибу хасирин, и ќе видите од оние кои се пропаднати, кои се изгубени, кои останале без ништо, никаков успех, само пропаднале. Значи, ние треба да бидеме внимателни. Денеска во овај разврат, во овај неморал, во ова фитне, во овај фесад кој се слушви, само верниците може да го видат хакот. Само тие што е спознале ова вера, само тие што имат цврсто убедување во Аллах Джелешану. Верникот не сме да изгуби надеж во помошта на Аллах Джелешану. Зашто Аллах Джелешану даде заклетва дека верниците ќе бидат победници. Верниците ќе успеат. Како продолжи во другиот курански ајет, белиллахи маулакум ва хуа хајрун насирин. Аллах вели, а Аллах е вашиот помагач. Аллах е онај ваш заштитник. И тој е најдобар помагач. Аллах е најдобриот помагач. Ако го земаме како наш заштитник, ако го земаме како наш помагач, Аллах Джелешану ќе биде наш заштитник и наш помагач. И денеска, во ова време, како во време на пегамбар алейхиселам, имат многу што одвратват од правата вистина. Имат многу што зборуват против правата вистина. Од кофар, од мунафици, од муртеди. Сиве ојве не го сакат хакот. Сиве ојве го избегават хакот. Сиве ојве се против хакот. Пегамбар алейхиселам кажа за вакво време, кога тие што повикуваат ќе застанат на вратите од џехеннем и ќе повикуваат во џехеннем. Тие така наречени, со добар ниет за овај ден. Со добро срце за овај ден. Верникот треба да биде многу прецизен, многу за да не сгреши. За да не падне во тие замки кои ги плети шејтан и негови сојузници. Во ова денешно време на фитне, на фесад, на разврат. Слично се случуваше во време на пегамбар алейхиселам. Кога иде во хаџ во време на пегамбар алейхиселам, додека беше во Мека, секоја година имае сите арапи, цел арапски полуостров иде во хаџ. И таа беше шанса за пегамбар алейхиселам, тие имае хаџ, нивни хаџ. И тие иде и пегамбар алейхиселам беше шанса да го пренеси овај дин. Беше шанса да зборви за овај дин пред другите луѓе да му го пренеси. Али Абу Џехел, Абу Лехеб, оде од човек на човек и му веле, немој да се доближите до Мухаммад. Тој проповеда некоја нова вера. Тој кажи нешто ново. Тој кажи нешто што одделви татко од син. Од човек на човек. Имаш така денеска, што правата вистина на овај начин ја нападве. Што правиот пат на овај начин го сумире, го нападве. Исто вака. Со овај тертип, немој да ги слушаш ове, немој да земиш од ове, немој да правиш ова, немој да правиш она. Како е можно денеска, не му е јасно, како е можно влегол во дин пред ден, 2, 3, 5 и е подобар муслиман од него. Па имаше сахаби, примае ислам, загинуваше како шехите, пегамбар алейхиселам рече многу малку направи, а многу доби. Како е ова можно? Денеска се чудат овие. Како е можно? Ова е можно. Иншаллах да ни дајте разбирање за овие работи, да не падниме во овие замки. Потоа уште еден курански ајет, Аллах Џелешану вели, во суден ден, кога ќе влезет џеннетли во џеннет, тие што се во џехеннем, во џехеннем. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقٌّ. Велит, кога ќе повикат становниците на џеннет, на становниците на џехеннем, теја што ни го вети нашиот Господар е хак, вистина, ние добивме џеннет. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. И дали вие го најдовте она што ви го вети вашиот Господар хак? Дали најдовте казна? قَالُوا نَعْمْ. Рекоа да. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَلَّا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. И помеѓу ними ќе повикат еден глас, ќе речи, нека е Аллаховото проклетство на зулумчарите, на тие што зулум прават. Кои се тие, продолжите Аллах Џелешану, аллазина јасуддуна ан сабилилlah. Тие се оние кои што одвраќаат од Аллаховиот пат.
Тие се оние кои што ги спрешаваат луѓето да бидат во правиот хак. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. И го менуваат теа нешто. Тој дин го преобразува, го пред други да бидат како ними му пасират. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. И тие во судниот ден ќе бидат како неверници. Тие во судниот ден нема да успеат. Али Аллах Желешану даде завет дека верниците ќе успеат во дуња и во ахирет. Само наше е да го учиме овај дин да го знаеме добро, да ја научиме наша акида и секогаш кога гледаме некој фитне, неред, разврат, да го гледаме со таква дефиниција како динов го гледа. Не како го гледаме ние, за да успееме, за да не киксаме, за да не паднеме во теа нешто. Иако куфар и шејтан ќе нападве секогаш ќе го нападве овај дин, али тие ќе бидат оние што ќе изгубат, верниците ќе бидат оние што ќе победат. Како во време на Муса алейхи селам. Фираон уби 70.000 мали деца. Аллах Желешану му кажа во сон дека ќе се роди Муса во филан и филан вечер и тој ќе види себе да го уништи твое кралство. Аллах Желешану со негова помош ќе го уништи негово кралство. Така денеска во ова време тие куфар, тие големи држави сакат да го уништат овај ислам, сакат да го згаснат овај ислам. И Аллах Желешану во време на Муса алейхиселам му го даде во палата на Фираон. Го однеса во негова палата. Да живеат во негова куќа, да живеат во негово место. Да го одгои тој. Така денеска, овие сили што го нападват овај дин, овие што зборуваат лошо за овај дин, за ислам, за Куран, за сунет, за Аллах Желешану, што го нападват на Аллах Желешану, што се непријатели на Аллах Желешану, тие го нападват овај дин, али Аллах Желешану во нивни држави прави ислам. Аллах Желешану од нивни народ избира луѓе што ќе го примет овај ислам. Аллах Желешану во овие држави прави месџиди, прави џамии, многу. И Аллах Желешану истата суннетон на Аллах Желешану повторно се спроведи во дујна. Исто како во време на Муса алейхиселам сакаше да го уништи хакот, Аллах му го кладе во негова палата. Исто така денеска Аллах Желешану му прави на овие неверници кои не можат да гледат, зашто не гледат, сакат да го уништат овај дин. Аллах во нивни држави го прави овај дин, го прави овај хак. Иншалла Аллах Желешану да даде разбирање, да не помогнат против шејтан и негови сојузници, да олеснит на сите муслимани денеска кои се во мака, во тегова, кои се во искушение, кои куфар ги срди са на овие муслимани денеска. Аллах да му оттрни овие тешкоти на овие муслимани. Мора да се грижиме за муслимани, рекол пегамбер алейхиселам. Не му припадви на муслимани онај кој не се грижи за ними, кој не се секира за ними, не му припадви на муслимани. И хадис на пегамбер алейхиселам. Муслиманите и верниците во меѓусебната љубезност, сочувствителност се како едно тело. Ако заболите еден орган, сите органи му се придружуваат со температура и со дремка. И вака треба да се понашаме едни со други, да не дозволиме тие куфар да ги спроведат тие нивни цели против нас, да не напред меѓу нас ние да бидиме непријатели. Иннемал муъминуне ихва. Ова ги нервира ними. Навистина верниците се брајча. И како брајча треба да се понашаме. Како брајча треба да се сакаме. Ла юъмину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нефсихи. Нема да веруват еден од вас се додека не му го посака на својот брат, она што себе си го посакви. Нема да видиш прав верник, да имаш потполен иман, се додека на твојот брат не му го посакаш она што себе си го посаквиш. Рекол пегамбер алейхи селам во хадис во Муслим: ма мин абдин муслим једу ли ахихи би ظهور الغيبة. Нема ниеден роб муслиман да прави дова за еден свој брат кој е одсутен, кој не е присутен, а да не дојде мелек и да му речи исто и за тебе. Каде ова дова денеска? Кога сме правиле ние за еден наш брат што е одсутен дова? Селев усалих, кога сакал некој од ними да прави дова за него, му имал потреба, пример, имал потреба за богатство, имал потреба за нешто. Одели прел доа: ја Аллах, дај му на филан и филан богатство. И завршил доа. Зошто? Зашто знаел овој хадис на Муслим дека ќе дојде мелек во негова глава и ќе речи исто и за тебе.
И тој сакал тој мелек да прави дуа за него. Каде ова денеска? Ове куфар, ове неверници, ове медиуми, ове печатени електронски медиуми ни го исправи на нас умот и направи непријатели меѓу нас. Направи мржна помеѓу нас. Треба да бидеме внимателни кога ги слушаме ове куфар, кои сакат да го згаснет Аллаховото светло, кои сакат да немат Куран и Суннет, кои сакат овај дин да бидат како тие сакат, кои сакат исламските факултети да бидат по нивна програма. Ове сури немој да се учат, ове сури немој да се учат. Денеска не знае наш народ за ова нешто. Куфар сакат да имаме ислам каков тој сакат да имат. Не, иншалла да не бидеме од тие, ние да бидеме од ојне кои ќе го земаме динот како Аллах Джелешану ни го нареди и како пегамбер алейхи селам го преше во негова пракса. Иншалла Аллах Джелешану да даде разбирање за ове работи. Субханакаллаху ва бихамдик, нешхаду ан ла илаха илля анта, настагфирук ва натубу илейк.